Нов рекорд на инфлацијата од 14,5% во јуни во споредба со јуни лани измери статистика. Кај храната најголемо поскапување има кај маслото од над 50%, кај лебото 30%, за околу 20% зголемување на цената има кај млекото, сирењето и јајцата, а месото поскапело за 18,4%. Експертите се сериозно загрижени за состојбата со инфлацијата. Предлагаат државата да ја прошири листата со мерки кои треба да го ублажат ударот. Мерките кои што беа преземани во изминатиот период сметаме како научна јавност дека треба и понатаму да продолжат за да може на некој начин да се барем држи во место трендот кој што за жал го гледаме од ден во ден дека расте. Дали замрзнувањето на цените треба да се уведе повторно, што би што го направи тоа на држава? Па јас мислам да. Народната банка пак да продолжи со рестриктивната монетарна политика за намалување на инфлаторните притисоци. Владата ја има и ова функцијата на стабилизирање на економијата, кога таа не е стабилна. Ние значи имаме препорака монетарната политика значи да биде порестриктивна, но исто и владата да води внимателни експанзивни политики. Дел од експертите претходно предупредија на ваков ценовен шок со оглед на тоа што се донесе одлука привремено да бидат прекинати антикризните мерки, но кон средината на јуни повторно се вратија ограничените маржи, а се укинаа и дополнителните трошоци. НБРМ пак од почетокот на годинава 3 пати ја зголеми основната каматна стапка, од која зависат какви ќе бидат каматите и на кредитите и на депозитите кај останатите банки. И меѓународните финансиски институции предупредуваат на продлавочување на инфлацијата, но и дека постојат ризици од рецесија.